Северна Македонија треба да извлече голема поука од последниот извештај на Freedom House, велат познавачите на приликите. Земјата ова година е определена како цикличен хибрид, односно како држава во која и покри постоење на плурализам, реформите немаат доволно голема сила да станат отпорни на назадување, па се случуваат напредување и назадувања, односно земјата на некој начин се врати во круг во однос на демократскиот развој, вели Миша Поповиќ од Институтот за демократија. Оттаму сметам дека главната поука која што треба да се извлече во од овој извештај е всушност да се погледне онаму каде што всушност сме назадувале, а тоа е правосудството и борбата против корупцијата. И тоа е очекувано поради сето она што се случи во 2023 година, контроверзите во судскиот совет, Бехтел Енка, онкологија, Тетовска болница и така натаму. Токму тоа треба да стане да даде поука. Основата на сето тоа е дека мора во наредниот период да се определи колку брзо земјата може да си дозволи реформи во владењето на правото, вели тој. Дали е доволно да кажеме дека имаме реформи или ни се потребни скокови и спринт кон една состојба во владењето на правото, која што ќе биде отпорна на назадување, и тука клучната улога ја има правната фела. Тие треба да кажат не на сите оние притисоци и очекувања кои што доаѓаат од политичките и од бизнис елити. Владењето на правото ќе овозможи да се изгради ново општество во кое различни групи ќе имаат еднаквост пред законот, со цел да се намалат можностите за злоупотреба и креирање на тензии, кои понатаму водат кон висока политичка поларизација, која што е еднакво важно третирана во овој извештај како пречка за развојот на земјата, додава тој. Извештајот на Freedom House нотира и притисоци врз новинарите кои што известуваат за висока корупција. Имаше неколку високопрофилни случаи минатата година. Тоа не е добро генерално гледано за државата, особено затоа што имавме случаи во кои што и самиот суд беше вклучен, каде што се изврши притисок врз истражувачката репортерска лабораторија преку една контроверзна пресуда, каде што беше укажано дека овој непрофитен медиум всушност не бил медиум. Тоа е еден вид на преседан кој што може во наредниот период да донесе големи проблеми за истражувачките новинари, но и за новинарите и медиумите во земјава, вели Доридански. И се надеваме дека тоа ќе биде единствен таков случај, односно дека притисоците од страна на разни политички, економски и друг вид на интересни групи ќе биде или намален или ќе го нема. Сепак, најголемите критики во извештајот има за владењето на правото и борбата против корупцијата, за кој се вели дека земјата потврдила, како и за судството, за кој се вели дека назначувањето на членови на семејства на суди и обвинители ја зголемиле перцепцијата за непотизам во правосудството. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.